Се зголемува бројот на лицата со COVID-19 кои имаат потреба од хоспитализација. На инфективното и на интерното оделение во клиничката болница во Тетово има 51 пациент. Сите се со потешка клиничка слика, односно на кислородна поддршка. Во моментот имаме хоспитализирани околу 51 пациент. За жал имаме и починати, сега во овие 2 дена, 3 сме имале по 1 и 2 пациенти, дај Боже да немаме ниту еден. Сите овие пациенти што се хоспитализирани кај нас и во инфективна клиника и во интерно, тоа е значи ковид пациенти, тоа е од инфективниот дел. Таму се голем број се тешки пациенти, да речам за жал или за среќа речем нема и млади. Али како и да е, старите е потешко и за нас и за нив. Нормално за терапија па и реабилитација. Оти болеста може да остава и трајни последици, како и фиброза на плуќето, што после тешко може тоа да се регенерира ткивото што е оштетено или е фибротично стајано. Од болницата велат дека засега има доволен капацитет и медицински персонал, но апелираат до граѓаните мерките за заштита од ширење на заразата да се почитуваат, бидејќи ситуацијата е алармантна. Болеста е смртоносна, ова треба да знае цел народ. Видим ја мои пријатели, некои уште не веруваат, не држат маска. Вие мора да држите маска, вие сте млади, заради имате дома стари. Ова не ја сваќат. Овде ни се над 65 години, 70, 75, имаат проблеми со срце, имаат некои бајпасови операции, овде ни се болници. Тие треба и кардиолошки да се обсервираат. Замислите, сега има инфективна болест и кардиолошки. Што прво да правиме? Треба да сватите дека тоа е тешко и затоа викам на сите апелирајте вие или еве ја, значи обавезно маска и да се заштита да не земат ова како несериозно. Оти еве идат. Немојте да чекате да некој ви почине дома па да ја сватите сериозноста. Со вчерашните нови 80 случаи на COVID-19, 42 оздравени и едно починато лице. Во Тетово и 5 околни општини има 963 активни случаи. Од почетокот на пандемијата досега вкупниот број на заразени со COVID во овој регион изнесува 2917.